Шанса за културен развој, но уште многу работа за Скопје, Европска престолнина на културата 2028. Дел од заклучоците на денешната конференција. Дали очекувањата на надлежните и граѓаните ќе се исполнат и дали општеството ќе искористи дадената шанса на професионално ниво, останува на процесот и действувањето во периодот кој следи. За градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски, ова е почеток на трансформација на Скопје и заклучување на сите они инвестиции кои ќе бидат поврзани со инфраструктурата. Целта на овој проект не е, како што кажав и во моето излагање, да се заврши во 2028 година, туку ние со овој процес да дадеме движење и јасна визија на градот Скопје за наредните 50, за наредните 100 години, да создадеме места каде што ќе има дух, места каде што ќе ги користат нашите сограѓани. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков за капиталните инвестиции вели еден дел е универзалната сала, а за понеделник најави официјално воведување во градба. Во Скопје има некаде околу 23 локални установи и уште толку национални установи кои што ќе се вклучат во целиот процес. Не само оние финансиски средства како влада што ги обезбедивме 20 милиони денари, 20 милиони евра, туку во фокус ќе ги ставиме и сите институции во делот на културата да работат во 28 година за годишната програма. Според амбасадорот на ЕУ во земјава Михалис Рокас, овој проект покажува дека културата не е само забава, туку катализатор за обновување на градовите и заекнување на европската демократија. Посочи дека има уште работа и нагласи дека иницијативата носи значени економски и социјални придобивки. Истражувањата покажуваат дека во градовите со силна културна сцена се намалуваат омразата, популизмот и дезинформациите. Ова е моментот кога треба да ги здружиме силите, бидејќи Европската унија е со вас во ова патување. За постојаниот представник на UNDP, Армен Григоријан, Скопје е символ за солидарност и отпорност. Заедно со градот Скопје ќе работиме на трансформација на коридорот на реката Вардар во зелен, активен урбан простор и на отварање на клучните културни знаменитости. Овој момент нуди можност да се обликува иднината која е креативна, инклузивна и одржлива, вкорената во европските вредности. На конференцијата обликување на иднината на Скопје, култура, урбани политики и одржливи европски градови, одржана во рамки на Скопје Европска престолнина на културата 2028. Една од главните пораки беше долгорочен процес кон трајна трансформација на градот и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.